Предизборен подкуп наместо реална помош за граѓаните и стопанството. Новиот пакет антикризни мерки промовиран на 6 месеци пред избори е спорен по повеќе основи. Бизнисмените повеќе критикуваат од кога што може да пофалат. Според Миле Бошков, очигледно е дека владата се обидува предизборно да купи социјален мир. Веројатно владата проценила дека има можност на некој начин да ги освои симпатиите во последниве неколку месеци од владењето. Вообичаено тоа се случува пред сите изборни процеси во земјата. Граѓаните, а и бизнисот веќе го имат стекнато искуството на одлучување и на избирање на правата опција која може да им донесе сериозно квалитетна иднина. Она што е клучно, додава Бошков, е дека власта мора да почне реални активности за поддршка на граѓаните и стопанството низ целиот нејзин мандат, а не како сега периодично. Сега вели компаниите повеќе се заложуваат него што остваруваат профит. Што се однесува до компаниите, точно е дека може да имаат олеснет пристап до кредитите, меѓутоа тоа ние го цениме како уште една можност за зголемено задолжување на компаниите и намалување на олеснетото работење. Антикризниот пакет кој содржи 25 мерки ќе стартува на 1 декември и ќе трае во период од 6 месеци, односно точно до крајот на изборите. Според економистите, помошта е очекувана во услови на криза, но проблем е временската рамка, односно како што велат предизборниот период. Се постава прашање кај ги земале тие средства, а во 2024 нигде не пишува дека ќе има средства за антикризни мерки. Значи, сето ова, на крај се гледа дека работите одат кон избори, значи изборно ветување и ајде да речем подкуп на граѓани. Економистот Абил Бауш од понуденото во сетот мерки барем за сега не гледа причина за оптимизам. Немаме економски раст и развој во тие средства, антикризни мерки ќе има секогаш, затоа што ќе има и кризи секогаш, но ние треба да бидеме спремни понатаму како на средорочен и на долгорочен план, односно стратешки план, да можеме некако да можеме овие кризи да ги премостиме. Целиот пакет антикризни мерки предвидува краткотрајно зголемување на најмалите пензии за 1500 до 3000 денари во период од 6 месеци, финансиска поддршка за учениците и студентите од посиромашните семејства, исто така и тие во период од 6 месеци, како и поволни кредити за фирмите, и тоа во соработка со Развојната банка и Европската инвестициска банка.